колега Трајчулевски, прво би сакал да напоменам дека слично вакво предлог законско решение поднесува вашите колеги во претходниот мандат, но истото имаше недостатоци затоа што предвидуваше продолжување на мандатот, а во основа значеше спојување на двете комисии. И сметам дека по методологија ова законско решение е она што веќе ваши колеги еднаш го предложиле и затоа ценам дека вашата еднострана критика кон сегашното владеачко мнозинство е во немала рака неоснована. Втора работа е што ова законско решение е поиздржано бидејќи се формира нова институција. Кога се формира нова институција, сметам дека тоа дава шанса за рационализација, за разлика од претходното предложено решение на СДСМ и ДУИ, каде што не се предвидуваше кратење на бројот на членови во таа единствена второстепена комисија, ние предлагаме од овие две второстепени комисии кои вкупно имаат 18 членови денес, да имаме една второстепена комисија која ќе брои 13 именувани функционери, односно членови. Второ, сметам дека ќе имаме поедноставување на процедурата за самите странки кои ќе имаат своји предмети или ќе побараат одлучување по жалби. Трето, сметам дека ќе се зајакне стручноста, затоа што она што вие го кажавте, почитуван колега Трајчулевски, наше дете или ваше дете, јас не знам чиви се Ивана Шапкар и Весна Илиева Лубурич, и не знам воопшто и не ме интересира дали се или не се партиски определени, но ниту едната, ниту другата не ги исполнуваат законските услови да имаат најмалку 4 години искуство во управни работи за да бидат членови на Комисијата за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Едната работела во Стопанска банка АД Битола, што нема врска со државни институции и со управни постапки. Втората е економист која што работела во АД МЕПСО, исто така нема никакви допирни точки со управни постапки и сметам дека ваквите членови го срушија реномето на оваа институција и заради такви како нив многу случаи паднаа на судовите, а потоа натовар на буџетот на државата и граѓаните. За да се зголеми професионалноста, предлагаме најмалку 10 години да има искуство во правни работи, тој кој што би конкурирал за председател на оваа второстепена комисија и најмалку 8 години да има искуство во правни работи тој кој што сака да биде член. И она што сметам дека исто така е важно, да не смее никој кој што сака да е член или председател на оваа второстепена комисија да биде истовремено и раководител или представник на орган на политичка партија, како што тоа сега е случај. Благодарам.